Ај, добар ден први на сите, да ви се заблагодарам за вашето присуство на оваа денешна средба. Значи, како што знаете, коалицијата на ВМРО ДПМН заедно со коалиционите партнери за обнова на Македонија одлучивме денеска да организираме една граѓанска средба со вас, се со цел да презентираме дел од нашите предвидени проекти во нашата програма, а истовремено и да слушнеме дел од вашите потреби и проблеми. Како што може да забележите, денеска со нас е носителот на листата на ВМРО на изборна единица број 2, господинот Владо Мисајловски. Тука се коалиционите партнери од политичката партија РОМ, господинот Ерџан Селими, политичката партија Демократски сили на ромите, и мислам дека имаме представници од политичката партија Демократска партија на ромите на господинот Милјази. А исто така, наш гостин денеска и присутен и тука господинот Гоце Трајановски, кој мислам дека сите го знаат. Бидејќи ние како општински комитет сме постојано тука со вас на средби се на чести видувања, јас не би сакал да земам голем дел од времето, би сакал на почетокот да му дадам збор на господинот Мисајловски за да можем да ви се обратиме. А јас на крај први да им дадеме предност на нашите пријатели од коалиција, повелете по некој збор. Вие кажете, па потоа ја на крај. Може ли? Може. Ајде. Извадиме маска? Ајде најнапред да ве поздравам сите присутни овдека. Да го поздравам носителот на изборната единица број 2, господинот Владо Мисајловски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Поздравам коалиционите партнери, председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Ете, денеска сме тука собрани во општината Шуто Ризари да ја побараме вашата поддршка, да ја побараме вашата доверба, со цел да ја реализираме новата програма на ВМРО ДПМН обнова за Република Македонија, која предвидува повеќе од 1000 проекти кои треба да ги реализира идниот премиер на Република Македонија, професорот доктор Христијан Мицковски. Мислам дека ни е доста веќе од оваа погубна политика на оваа влада. Доста ни е веќе од овие наши ромски политичари кои немаат ниту идеја, ниту интерес, немаат ниту желба за да се подобри ромското прашање. Потребни се нови мерки, потребни се нови проекти. Потребно е уште сега да го фатиме чекорот со останатите. Видете само што ни се случува со улицата Индира Ганди, ако ви текнува. Не баре градат реконструират 100 километри автопат. Не, господа. Ви треба цел мандат за да асфалтирате неколку километри улица. Почитувани, потребен е сојузник, потребен е пријател по ромското прашање. Тука за наша среќа е подпредседателот на ВМРО ДПМН и носителот на изборната единица број 2 господинот Владо Мисајловски, исто начело со идниот премиер професорот доктор Христијан Мицковски, кој ќе биде наш голем поддржувач во делот на остварувањето на нашите права. Доказ за делата на ВМРО, доказ дека позади програмата дека стојат цврсто се делата на ВМРО ДПМН. Само подсетете се во минатото кои проекти ги имаше ВМРО ДПМН и подсетете се денеска во изминативе 3 години што реализираше оваа влада. Еве, јас ќе напоменам неколку. Ви текнува многу добро на отписот на договите, ви текнува многу добро на легализација на диво градови по 1 евро. Новото спортско училиште, ова спортска сала, новото средно училиште, стипендија за за учениците од средно училиште и ред други проекти. Затоа јас ќе ве замолам на 15 јули сите заедно, уште рано изутрина да станеме масовно и да го заокружиме бројот 14 за Владо Мисајловски. Благодарам. Да, оди напред. Добар ден на сите. Ви представува чест и задоволство во мое лично име и во име на нашата политичка партија Демократски сили на ромите. Да ги поздравам нашите коалициони партнери ВМРО ДПМН со носителот на листата Владо Мисајловски, да го поздравам господинот Гоце Трајановски, поранешен и иден градоначалник на Скопје, да го поздравам Ерџан, кандидатот за пратеник на општинската организација на ВМРО ДПМН председател. Да го поздравам другиот наш пријател Ерџан, представник на партијата РОМ
и сите оние кои во овој момент не можам да ги потенцирам лично. Драго ми е што присуствуваме тука, ние со нашите членови на партијата и останатите. Значи нема што да потенцираме во смисол на односот на СДСМ во претходните 3 години. Значи ништо не е направено за ромската заедница. Она што во претходниот период беше вистинска еволуција за ромското прашање, односно општествено политичка, економска и културна ренесанса, беше све постигнато со партијата ВМРО ДПМН со председател на партијата Груевски. Она што во овој момент сакам да потенцирам, вие горе-доле сите сте наши сопартици. Значи треба сите масовно да се вклучиме на сите улици. Ние го правиме во претходните денови и на пазарите неколку пати и сабота и недела бевме, сите да одиме да ги забележиме нашите роднини, нашите блиски пријатели, нашите браќа, сестри, сватови и така натаму, да направиме една голема промена на ромското прашање во општина Шуто Ризари, да ги мотивираме, да им кажеме дека и вистината, не само мотивација, дека иднината на ромската заедница, иднината на ромското прашање е со ВМРО ДПМН. Тоа се покажа и во претходниот период. Прв пат средно училиште да се изгради од постоењето на оваа општина, односно населба. Така беше. За прв пат со ВМРО ДПМН започна вработувањето во администрацијата. До тогаш имаше 0 вработени ни целокупната администрација на Република Македонија. Она што сакам исто да го потенцирам, со ВМРО ДПМН имавме и министри, имавме и пратеници и директори на важни директорства и установи из Република Македонија и безброј стипендии за студентите, запишување со посебни квоти за средношколците и така натаму. Јас тука ќе завршам, ќе се дружам со вас, значи 24 часа сум на ден слободен за секое ваше прашање, за секоја ваша потреба, заедно да го истрчаме овај круг, да ја смениме оваа власт која ништо добро не донесе за ромската заедница и да победиме на 15 јули сите масовно да излеземе. Што те повеќе? Добар ден и од мене. Голем поздрав за вас. Да го поздравиме носителот на листа Владо Мисаловски, екс-министрот во владата на Република Македонија. Значи, луѓе имаме навистина редок човек кој што навистина кога беше министер покажа како се работи. Сите тие автопатишта се негова дело. Не може ништо да му не дадат, ниту дамка, чисто. Иначе до сега ќе го направија парта. Затоа треба да бидеме горди со чист образ можеме да агитираме кај луѓето. ВМРО ДПМН е народна партија, значи за народот, независно дали се македонци, роми, албанци, турци и све. Доста не прават националисти. Националисти на збор само се прават. Ние не сме националисти. Оно што гради секаде не е националиста. Само ќе напоменам неколку проекти кај бев јас градоначелник. Посебно обрнав внимание на Шуто Ризари. Сум бил во секој слободно време, сум гледал да дојам во Шуто Ризари. Спортскиот центар сме го направиле. Значи со мој притисок на постојниот градоначелник, јас сум го притисок. Со уредување хортикултурно. Овде во игралиште. Најважно, за водовод 3 милиони евра дадовме. Водовод со резервоари. Остана да ведме на власт ја направиме секундарната мрежа. Сега мрежата треба да се направи покрај овие. Средните училишта се под град Скопје, значи беа под мене. Го изградиме средното училиште. Професори, ваму, таму одвај најдов. И тоа го следи. Значи направиме атмосферската канализација, за да може после сега овој само да изгреби и да стави асфалт. И исто така, ваму знаете каква депонија расчистивме, насадивме дрвца, нигде ги нема. Не се потрудија, беше како зелена оаза покрај патот. Нигде ги нема, не ставија капка вода на тоа. Значи, ако го сакаш луѓето, мораш да работиш за нив, мораш фактички да им направиш нешто, а не само на зборови да ги сакат. Затоа, почитувани, гледате на 15 јули, излезете масово, нека не ве лажат, со поединечни, вака и еднократна помош. Со велиме ние лижавчиња, ќе му даде, не знам, платечна картица од 3000 денари, 4000 денари и готово. Ма тие се трошат, нема месец дена. Треба трајно да се реши прашањето на екзистенцијата на луѓето. Значи, луѓето да имаат редовни месечни примања, а тоа ќе биде ако биде економијата добра, ако има вработување на секој од вас, да дома си донесе, а на економски план катастрофа направија. Едно од нашите најглавни прашања е враќањето на економијата на вистина на високо ниво, за да би можело да има работа на сите.
вработувањето да го спуштиме испод 10%. Тоа е во нашата програма. Затоа да не должам многу. Сакам да ве поздравам, мило ми е што сум тука со вас и се надевам дека на 15 јули вие и луѓето што ги познавате, убедете ги да победи ВМРО ДПМН, а после тоа заедно да браниме сите ризови да направиме наследба на која што ти има стварно респект да се живее во неја. И да ни Благодарам бидеш многу. иден градоначел. Здраво живо на сите, добре дојдовте. Може ли да напол за овие добри луѓе позади мене? Луѓе што си ја сакаат пред се државата, што се трудат за повеќе проекти. Имам една убава коалиција што можам да потенцирам дека остана секојаш со ВМРО ДПМН. И за тоа треба да узнаем дали. Но се разбира коалицијата се проширува, поради тоа што гледаат победник во ВМРО ДПМН, што гледаат просперитет и иднина. Јас сакам јавно пред камера се заблагодарам на сите што носите маски, што сите сте тука на дистанца, бидејќи сте вие војавни граѓани на оваа земја. Ја навистина ви благодарам и никој не смее тоа да каже дека ушуто ризари не се почитува. Секоја чест и благодарам за се што кажа. Луѓе, јас доаѓам постојано тука, неколку пати сум бил, се чувствувам убаво, се чувствувам пријатно, со убави луѓе, со добри луѓе. Независно од политиката, јас повторно ќе доаѓам тука. Да се гледаме, да разговараме. Јас не можам да ви понудам една еднократна социјална помош, но ветувам заедно со овие луѓе дека постојано ќе бидеме тука во улиците, во сокаците, ќе разговараме да ви ги подобриме, да го подобриме вашиот живот и стандард. Знам дека има многу граѓани што имаат проблеми и социјално, имаат граѓани проблеми да најдат работа. Ветуваме дека ќе разговараме со секој еден од вас. Слободно поминете низ улиците. Слободно. Кажете дека Владо Мисајловски бил тука, дека заедно со вас ќе пробаме да помогнеме на секој независно од која партија, бидејќи сме различни. Сакаме да има поубав живот тука. Сакаме овие улички да добијат малце асфалт. Сакаме малце осветлување да има во ова населено место. Заборавено е шуто ризари овие 3 години. И знаете зашто ве третираат само за да излезете да гласате и потоа не ви обрнуваат внимание. Да го смениме тоа. Ние сме опозиција веќе 3 години. Јас доаѓав често пати тука, имав многу убави средби, да доаѓам и после тоа и да не ги забораваме овие луѓе и тоа е најважно. Бидејќи потоа треба да станеме пријатели, треба да можеме вие да ни се јавите, а ние да ви помогнеме. Ја на крај само сакам да кажам нешто. Може ќе не угнетуваат овие 3 години, не угнетуваа, не прогонуваа. Сме се посилни, појаки, а јас го гледам тоа во шуто ризари. Бидејќи вие сте добри луѓе, честни луѓе, сакате Македонија да се развива и сакате да останете во Македонија. И благодарам што врнувате внимание, што го сакате ВМРО, што го поддржувате ВМРО, се разбира и коалицијата. И може ли да чујам, ќе победиме ли? Ќе победиме! Живи здрави луѓе! Фала ви многу! Јас се представувам, јас сум председател на Одружение на пензионери. Да си жив и здрав. Каде што ние имавме често пати средба со градоначалникот Гоце Трајановски. Ние учествуваме секоја година на манифестации, на песни игри и спортски игри. Каде што сме единствена што не пофали господинот Гоце Трајановски во Трачево кога бевме на играњето и не пофали таму, вика само со шутка ќе се сликам. Така ли? И пожелувам повторно да бидете бирани на град Скопје. Овој Коштаплер ништо не направи. Тој него, затоа јас имам, се договоривме ние со председател на Огранокот да не ме задржам оде. Имам програма, мислам на дружението, 5-6 прашања кои се битни за граѓаните. Не само за пензионерите, за граѓаните. Кај мене членуваат околу 1500 пензионери, тројца најмалку со глас, мислам имат право на глас, тоа е 4, околу 5000 глас. Фала ви многу на Со задоволство ќе дојдам. Вие чувајте си го здравието, зашто ни требате сите. И ќе играме, ќе пееме потоа, само здравието да го се Гоце чува. Трајановци не пофалеше, еве, тука е, не да не кажам. Таму така е. Коце И често пати, обично ги фали тие што се вредни, што и се често пати, само што ќе напоменам, Затоа и ние го фалиме дека вреден беше и поштар. и одобруваше превоз. А овој Коштаплер, законската постапка, да се предаде. Мислам во архива. Така ли беше? Архива за екскурзии, еднодневен излет.
Никако од Шилегов не добивме. Од него секоја година добивме. И ќе добивате. Некој друг ако сака повели. Јас имам едно прашање, јас избирам до вас. Повели. Ова детево е председател на оваа улица. И сакам да ви прашам едно прашање, ако ми дозволувате, во врска со ова работа нашите роби. Ние сме сите браќа една крв. Стварно сакам вие да победите, бидејќи стварно ВМРО се покажа. Стварно се покажа. Без разлика сега дали СДС или некои други партии, ВМРО беше прво место и сакам стварно да видим. И господинот Гоце Трајановски. Значи има некои работи тука во Шутка, што не ми се свигаат од градоначалникот овој Куцо Дудич Куртов. Јас сум сега нов тука, преселен 5 години. Ама стварно е, значи, нечовечко суштество. За мене, а за другите можда. Значи, човекот е дисквалификува. Лично за своја употреба и за свој интерес. Значи, не ги гледа граѓаните. Не ги гледа граѓаните, не ја гледа депонијата. Ова, вие влегувате како еден угледен човек, ова не личи. Значи, ова тука вака не личи. Има некои други улици. Ова улица од тука да влегувате, да ја подсетите, ако би имавте време едно 5 минути, значи многу добро би било. Значи, па другата, па спротивната. Не е поштено сега од кај гробиштата на кај градоначалникот тоа да биде да возиш 200, од тука да не можеш да идеш ни пешки. Имаме невработени деца овде, значи факт е, може да ви ги кажам на име. Имат завршено своји образованија и сега препоставуваме лично за мене. Зашто не ме стаиш на работа? Јасно, ве разбрав. Фала на коментар, ве разбрав хубаво. Тие се тие работи. Ако би можело до вас... Затоа треба ние да одлучиме, за да дојдеме со ВМРО на власт, да ги победиме и да го оствариме она што мислиме дека е подобро. Затоа Фала на коментарот. Јас ќе ви одговорам. Видете, знам дека имам многу проблеми. Се што кажавте сте во право. Но за неколку месеци после оваа кампања ќе почне кампања за градоначалник. Сите сплотено да одбереме човек што ќе дојде на уличката, што ќе биде тука со вас, што ќе разговара, а ние се обврзуваме, дополнителни средства да обезбедуваме за шуторизари од централната власт, за ова вие што велите, колку толку да пробуваме да го намалиме, да го зборам овој хаос што се случува тука. Се е на место, катастрофален. се е на место и поготово она што го спомнавте. Треба да ги вработиме луѓето, треба посебни програми и за ромите. Јас се сеќавам кога бев министер за транспорт, имаше посебна програма во мојот буџет, знаете, декада на ромите, за нови улички, за нова инфраструктура. Посебна програма, посебни средства само за ромите. Тие пари никогаш не ма бидат доволни, да бидем искрени. Секогаш треба повеќе и повеќе. Но вие све укина, ништо не направија. Затоа први да победиме, а ние се обврзуваме дека ќе доаѓаме тука и ќе разговараме со вас за ова што го кажавте, најголем дел да го исполнам. Фала ви на коментар. Ако има некој друг, повелете. Ако нема, победуваме, луѓе!